Несериозен одговор на сериозно прашање. Министерот за економија Крешник Бектеши реши да се пошегува околу набавката на газ за производство на топлинска енергија за потребите на скопјани. Ваквата реакција стигна откако директорот на комбинираната електрана Тето, од која владата очекува да обезбеди 70% од топлинската енергија, изјави дека компанијата не е сигурна дали ќе може да го исполни барањето во целост, бидејќи не се знае дали ќе има газ и каква ќе биде неговата цена. Имаме една понуда за газ, за да закупиме капацитети во Унгарија и во Австрија. Тие што ја даваат ова препорака и ова понуда, утре тука сме ние, значи во преку викенд можеме да работиме, значи веднаш ќе закупиме, само да ни кажат како ќе ја донесат во Северна Македонија. Ако природниот газ со авион може да се носи во Северна Македонија, тогаш ние сме подготвени и тоа ќе биде голема иновативност што ќе го продадеме на целиот свет. Владата вчера прогласи енергетска кризна состојба и кризна состојба во снабдувањето со топлинска енергија и на тендер бара нова компанија да ги снабдува скопјани со парно грејење. Се поизвестно е дека тоа ќе бидат државните електрани, кои веќе формираат 3 фирми за производство, дистрибуција и снабдување. Топланите може да работат на мазот или некое друго алтернативно гориво, но поради недостатокот на пазарот, логистичките проблеми и огромното загадување што го предизвикуваат, гасот е најдобра опција. Инаку и покрај стравувањата на граѓаните и стопанството, директорот на државните електрани Васко Ковачевски упорно уверува дека домашното производство годинава ќе биде на максимум. За него рестрикции на струја не биле опција, а тврди дека набавката на јаглен и мазут за потребите на термоелектраните се одвивала непречено. Јаглен има и јаглен ќе има. Нашите планови кои што се направени за оваа година треба да обезбедиме 5,5 милиони тони јаглен, од кои што околу 5 милиони тони ќе бидат од сопствените извори, односно ископите во рек Битола и во рек Осломе, и околу 500.000 тони кои што досега ги имаме склучени договори и дел се испорачани. Кризната состојба во енергетиката ќе трае 30 дена. Владата веќе најави дека сака да ја продолжи до крајот на март, но за тоа треба да гласаат пратениците во собранието.